Година на враќање на стари долгови и нови задолжувања. Министерството за финансии го скрои буџетот за 2026 кој го дефинира како консолидиран и реален со фокус на фискалната дисциплина, транспарентноста и ефикасното трошење на јавни пари. Државата планира следната година во државниот буџет да влезат 6,1 милијарди евра, но да се потрошат 6,7 милијарди евра. Следната година планирано е Македонија да врати стар долг од околу 1,22 милијарди евра. Најголемата рата што доспева е еврообврзницата од 2020 тешка 701 милион евра. Само за камати ќе треба да платиме 346 милиони евра. Затоа државата на домашниот и на странскиот пазар планира да се задолжи за 1,96 милијарди евра. Владата очекува раст на економијата од 3,8% во 2026, а инфлацијата да се смири на 2,5%. Главен двигател на растот се очекува да биде домашната побарувачка, поддржана од зголемување на инвестициите во коридорите 8 и 10Д и железничкиот транспорт. Како клучни инвестиции се наведуваат автопатските делници Кичево-Букојчани, Кичево-Охрид, Тетово-Гостивар, Гостивар-Букојчани, Прилеп-Битола и Скопје-Блаце. Финансии планира раст на платите во јавниот сектор за 9,7% и раст на пензиите за 7%, но планира и кратење на капиталните инвестиции за 15,1%, како и кратење на социјалните надоместоци за 15,7%. Од предвидениот раст на платите во јавниот сектор, најмногу ќе се офајдат службениците во законодавниот дом. Во 2026 нивната просечна плата се очекува да порасне за 20,9%. Драстичен раст на платите ќе имаат и вработените во Дирекцијата за класифицирани информации 11,9% и Управата за извршување санкции 11,3%. Од друга страна, во Бирото за застапување пред Европскиот суд за човекови права ќе има кратење на платите. Финансии предвиде пат на просечната плата во оваа институција за 25,9%. Буџетот вчера влезе во собраниска процедура. До понеделник ќе се поднесуваат амандмани, а целосно усвојување на буџетот за 2026 треба да биде направено најдоцна до средината на декември. Даниел Василев, Сител телевизија.